Фала на Бога што и денес сме заедно, браќи и сестри, во молитвениот дом. Секој сабота доаѓаме и така ќе биде до крајот на нашиот живот, односно до крајот на овој свет, додека Исус не дојде. Од сабота во сабота. Всушност, таквиот начин на собирање ќе продолжи на новата земја. Таму вели во книгата на пророк Исаја дека секоја сабота Божиот народ повторно ќе доаѓа во храмот, односно во Новиот Ерусалим, да се дружиме и да го обожаваме нашиот Бог. Денеска темата носи наслов "Кој е твојот фокус?" Ова тема се базира на Евангелието според Марко, 13 глава. Малку подолу ќе читаме текстови. Значи, ова размислување се базира повторно на Библијата, на Светото писмо. Кој е твојот фокус или кој е вистинскиот правилен фокус? Кога ќе го слушате зборот внимание, браќи и сестри, на што ве тој збор асоциира? Кога ќе прочитате внимание, кои се синоними може да ги споменете за зборот внимание? Еве, ако читате Библијата, таа употребува и други зборови. Многу пати се спомнува зборот внимание или внимавајте. Например, Библијата кажува чувајте се, пазете се, биете внимателни, отворите ги очите. Значи, се тоа е поврзано со зборот внимание. Ајде се запраша на почетокот, кажете ми денес, што се обидува да го привлече нашето внимание? Еве сега завршија пред некој ден изборите. Што имаше на главните раскрсници поставено? Големи табли паноа. Зошто беа поставени тие? Ги знаеме тие луѓе од телевизија, меѓутоа вакви големи по 2 метри. И таму порак. Се со цел да го скренат, да го привлечат нашето внимание. Да видиме нивната порак. Што тие ќе направат? И знаете, кога гледате ЕПП или реклами на телевизија, за 50 секунди може би ќе се свртат 20 сликички. И ние мислиме дека не ги приметуваме, но мозокот ги приметува и ги впива. Кога ќе отидеме во продавница, прашакот веднаш, кога ќе го видиме таму на рафтот, па јас тоа го видов на телевизија, па го видов таму на реклама. Гледате, се со цел да се скрене нашето внимание. Кога зборуваме за вистинскиот фокус, браќи и сестри, тоа подразбира во што е насочен нашиот поглед. Кој се сака денеска да го привлече твојот и мојот фокус, моето внимание? На што ние најмногу обрануваме внимание? Ние живееме веќе на почетокот на 3-тиот милениум. Кога Исус бил на оваа земја, ќе читаме подоцна малку и текстови од Библијата, тој повеќе сакал да ги насочи луѓето кон духовните работи. Исус зборувал токму за нашето време во кое денес ние живееме. За овој 3 милениум, зашто Исус ќе дојде токму во ова време. 2 милениума поминале, 2000 години. Сега еве ние го трошиме и 3-тиот милениум. Но како и тогаш, така и денеска, повеќе луѓе обраќаат внимание на она што светот го нуди или она што го гледат визуелно нашите очи. Денеска фокусот на човекот е кон градби. Мислам дека во последните 2-3 години во Кавадарци не се градило повеќе како сега. Не само овде. Сигурно сте били во Струмица, и во Битола, и во Скопје. Згради како печурки никнуваат, а од друга страна немаме пари. Луѓето кукаат, луѓето викаат, луѓето негодуваат, мали пензии, мали плати, меѓутоа се гради. И тоа го скренува нашето внимание. Што еден рече човек, па се исполнува пророштвото, што Исус рекол, луѓето ќе градаат, ќе се мажат, ќе се женат. Сето тоа е добро. И треба куќи, треба станови, треба згради. Меѓутоа, гледате, сето тоа го привлекува нашето внимание. Нашиот фокус е кон земните работи, повеќе неголи кон духовните работи. Може би кон науката. Се повеќе и повеќе гледаме и читаме колку науката напредува. Техниката, личната слава, модата, поминливите работи. Но да се запрашаме
Кој бил фокусот на Исуса Христа во негово време? Кон што тој ги насочувал луѓето, пријателите, верниците, евреите? Ајде да го разгледаме човечкиот фокус на гледање. Да видиме на што тогаш, а и денеска се задржува нашето внимание. Сега ви повикам да отвориме Марко, 13 глава. И овде веднаш ќе ни падне на очи, што се вели, на што гледале учениците. Марко 13:1. И кога излегуваше од храмот, каде биле? Во црква. Сија ние за пола час или за еден час ќе излеземе од ова црква. Ќе се упатиме дома. Некој ќе помени центар, некој лево ќе отиде кај што живе десно и така натаму. Што ние ќе гледаме со нашите очи? Вели излегува од храмот еден од неговите ученици, не знам кој бил тој, меѓутоа подолу ни се опишуваат тројцата, но не знам кој бил точно, не е ни важно, важно е пораката. И му рече, учителе, гледај какви камења и каква зграда. Пред очи ми може би прстот негов и раката упатено кон храмот. Излегле од таа градба и сега се свртувате или учителе, Исусе, погледни каква зграда. Какви камења. А тие камења, како блокови, биле клесани тамо во еден каменолом, вели Елена Вајд во книгата Копнеж на векови. Тамо ги сортирале и ги носеле и не се слушал чекан, глето, него веднаш ги вклопувале камен по камен. И таа голема градба растела и била созидана. Интересно, ова глава, 13-та глава, Марко го опишува настанот помеѓу неговото славно влегување во Ерусалим и неговото распнување. Ако читате, ќе видите што се случува овде во оваа глава. Дали Исус бил повеќе пати во храмот? Да или не? Бил. Еве сега ќе ви спомнам. Но овој ученик како да заборил дека Исус тука беше посветен како бебе. Замисли сега, дечиња овде шетат, сме ги посветили овде пред 2 години, пред 3 или не знам, и сега ние тоа им го кажуваме, па вие тука бевте посветени. И замислите, овој ученик му вели, Исусе, погледни каква градба, погледни каков храм, а Исус бил тука посветен. Тој тука бил благословен. Подоста на 12 години, Исус како ги го нарече овој храм? Лука 2:49 може да читате. Храм на мојот татко. На 12 години Исус овде им држеше лекција на кого? Па на тие црковни водачи. Таа седмица кога Исус дошол во Ерусалим, тој внимателно го разгледал храмот. Еве, вратете се Марко 11:11. Еве што кажува овде. Повторно Марко го пишува овој настан. Еве ќе прочитаме, значи Марко 11:11 вака вели. И влезе во Ерусалим, во храмот и што ме разгледа се, бидејќи веќе беше доцна, излезе со 12-мината во Витанија. Гледате, Исус повторно во храмот. Сега ќе ви набројам уште неколку моменти. Потоа Исус ќе направи еден чин, што некои христијани кога го читат, вели, како можел Исус да направи таква збрка во храмот. 11:15 вака вели. И дојде во Ерусалим, и кога влезе во храмот, почна да ги изгонува сите. Што правил Исус? Кој купува и продава во храмот. Што Исус зел? Камшик. Им ги преврате масите на минувачите, на сребрениците. И столиците им ги преврна на продавачите на гулаби, направиле пазар. Гледате колку пат Исус бил во храмот, а сега овој му вели, Исус е погледни. Исус имал друг фокус, Исус имал друга цел. А овој ученик го враќа назад, понатаму. 13:1. Сега Исус го напушта храмот, пред малку читавме. И кога излегуваш од храмот, еден од неговите ученици му рече, учителе, гледај какви камења и каква зграда. Сигурно му било тешко на Исуса, браќи и сестри, поради таа тврдокорност на нивните срца. Луѓето во тоа време се гордееле со изработката, со градбата на величествени храмови.
На Исусу му било тешко, што дури и учениците 3,5 години скоро се со Исуса и не разбрале која е неговата мисија. Може би тој ученик имал добри намери, но тој израз, таа реченица открива вистинската суштина на неговиот фокус во што тој гледал. Каде денеска човекот гледа? И денеска може да кажеме вниманието на луѓето е слично како и во тоа време на личните достигнувања. Ние се гордееме со откритијата, со технолошките способности. Со што се денеска горде нашиот човек? На жалост се гордееме со нашата себичност, се гордееме со нашите успеси, се гордееме со она што сме го постигнале. Науката оди прогресивно напред. И тие не размислуваат за крајот на светот. Што денеска ние ставаме на прво место во нашиот живот? Првата заповед знаете како гласи? Јас сум Господ Бог твој. Немој да имаш ништо друго освен мене. Во што е насочен нашиот фокус денеска, браќи и сестри? Што прави денешниот човек? Рековме на почетокот, градба, градење, блескави куќи и згради. Луѓето се привлечни со богатствата на овој свет. Но од друга страна гледаме големи измами. Водачите кои се во државите, што ќе го сменаат, се откриваат многу проневери. Стекнале богатство, што вели Јаков, преку ноќ. Преку ноќ стекнале големи богатства. И затоа одлучив да размислуваме денеска каков е мојот фокус. Како е твојот фокус? На што повеќе ние се насочуваме? Овој фокус што ученикот сакал да го насочи Исуса да гледа на друго место, да се откаже од целта, зашто Исус дошол да умре, да воскресне, да плати цена, овој ученик како да сакал да го одврати Исуса од неговата цел. Тоа е еден неправилен фокус, неправилно насочување на вниманието. Зашто само ако гледаме кон земните достигнувања, браќи и сестри, ќе пропуштиме да го видиме она духовното. Ако нешто му било тешко и најтешко на Исуса, тоа сигурно било да ги потикне учениците на оние духовните работи. Да им ги отвори духовните очи и да ги видат поважните работи, поважната реалност. Но очигледно, Исус во една прилика ќе каже, толку време бев со вас и не издржавте ни 5 минути, туку заспавте. Сеќавате горе, кога беа во Гециманија, во таа градина, кога Исус рекол, останете тука и бдејте со мене, молете се со мене, зашто имам ја состанок со мојот Отец. Преки сестри, истиот проблем и денеска се појавува. Библијата зборува, треба да градиме, треба да создаваме нормално, треба да планираме, но да не биде тоа толку чврсто, толку јако, како жената на Лот, која не можела да се одвои од земните работи. Фокусот на жената на Лот бил насочен само кон земните работи. И кога требало таа да се одлепи, кога требало таа да замине горе во планината и да почне од нула, може би понел шатор некој платно Лот. Меѓутоа, гледате Бог колку бил милостив. На молитвата на Лот, Бог го менува планот и му дозволува да стигна до селото, како се викаше? Сигур ми се чини беше. Тука до тоа село, зашто требале горе на Ридот. А Бог вели, добро, може да биете таму. И гледате сега, заради Божиот човек, ќе се спасат жителите во тоа село Сигур. Но за Лотовата жена тоа не било доволно како потик да издржи и да не се свртува насад. Каков е твојот фокус денеска? Истиот проблем бил тогаш, но и сега. Се соочуваме ние денеска, зашто повеќе го гледаме она што нам не е мило, што нам не одговара, а ги избегнуваме тие работи, можеби што ќе не боцнат, ќе не повредат и ќе ни кажат оттргни се на време, зашто може да биде покасно. И тешко да се одвоиме од тоа што можеби толку чврсто сме се залепиле. Браќи и сестри, Бог се труди да
го промени нашиот фокус. Но, знаете, и другиот се буни, се покушава, и другиот се труди да нашиот фокус што повеќе и повеќе го насочи кон тоа да не оди од Бога. Сакам да прочитам еден цитат од овој превод на Големата борба, зашто ми одговара страницата што имам овде запишано. Меѓутоа, ајде да прочитаме, краток е цитатот, страница 479. Главата е за Истражниот суд, мисли, че не беше. Да, 28-та глава, може да побарате, и еве го цитатот. Вака вели овде Елена Вајт. 479 страница. Сатаната измислува безброј планови со цел да ги окупира нашите мисли, за да не се занимаваме со оно што би требало најдобро да се занимаваме или да го познаваме. Какви планови измислува? Колку се тие? Безброј. Ако не те фати нова јамка, нова стапица, ќе припреми друга, ќе приготви трета, пета, мене, тебе. Овде вели, сатаната измислува безброј планови. Зошто? Тој има цел да не окупира, да ги окупира нашите мисли. Знаете, денеска постои борба за умот. И кај младите, и кај нас постарите. Кој ќе управува со нашиот ум? Овде вели, сатаната измислува безброј планови со цел да го окупира, да ги окупира нашите мисли, за да не се занимаваме со оно што би требало најдобро да го познаваме. Што треба најдобро да познаваме? Математика, физија, хемија, сето тоа е добро ако сте во училиште. Стариот измамник, што мрази? Стариот измамник ги мрази големите вистини, што ни укажуваат на жртвата на помирување и на силниот посредник. И затоа тој ќе измисли нова фаза на посредништво. Ќе прогласи Марија, Исусовата мајка, за светица. Ќе ги прогласи учениците дека се светци, дека тие се горе, тие посредуваат, Петар, Јаков, Јован и останатата дружина или група. Гледате, тој сака тие две работи да ги избрише од нашиот ум како фокус. Стариот измамник ги мрази големите вистини, жртвата на помирување и силниот посредник. Понатамо, тој знае дека ќе успее ако ги одврати мислите од Исуса и од неговата вистина. А што вели таму Јован 14 глава? За Исуса, јас сум патот, вистината и животот. Измислува секакви патишта сатаната. Те Хари Хришна за исусначката медитација, за тој народ тамо што живее. Измислуваат разни богови, разни божества. Можеш преку нирвана да доживееш совршенство и така да се спасиш. Не е битен Исус. И му налепело на Исуса секакви етикети, па ти немаш татко, па ти откаде си овде. Знаете, читајте ги тие противниците на Исуса. Се и се што запишале за Исуса. И затоа тој сака да го отцрни Исуса, непријателот. Понатамо вака вели. Тој знае дека ќе успее ако ги одврати нашите мисли од Исуса и неговата вистина. Оние што сакаат да бидат учесници во милоста на Христовото посредување, не смеат да дозволат со ништо да бидат одвратени од својата должност во Божиот страв, да го градат своето посветување. Кој е твојот фокус и мојот? Дали ќе дозволиме, браќи и сестри, сатаната да постави некој друг фокус пред нас, некоја друга слика, која ќе го одврати нашето внимание? Овој цитат е многу силен, кај што Бог преку Елена Вајт ги открива намерите на ѓаволот. Наместо, обратете сега внимание, наместо драгоцените мигови на времето да ги посветат на уживање, на украсување или стекнување добивка, треба да се посветат на сериозно и ревносно проучување на речта на вистината. Тука е крајот на цитатот, иако продолжува. Гледате, како ни Бог открива однапред. Да внимаваме на што ние нашиот фокус ќе го насочиме. Сатаната е вешт мајстор овде вели, стари измамник,
Тој ги знае сите природи до нашето срце и тој ќе постави такви замки, такви стапици што одговараат на секого од нас. Бог се труди, браќа и сестри, да ги сврти нашите мисли кон него, кон вистинската реалност. А сатаната се труди обратно да ги одврати нашите мисли од Бога кон нешто што е помалку важно и вредно во животот. Денеска, фала на Бог, има многу христијани кои Бога го стави на прво место. И одани се. На прво место им е Бог. И гледаме како тие страдаат. Еден наш брат сега, кој се крсти ова година, ја изгуби работата. То не е мала работа, да изгубиш работа. Ради сабота. Вие кои имате работни места, кај што се борете, јас ве сваќам, ве разбирам колку е тоа тешко. Ја губиш работата ради сабота, тој жртва. Тој жртва. Затоа што го ставиле Бога на своје место. Или пак не може да најдат работа. Ја ми велам, конкурирај таму. Па бев, ме праша веднаш. Кој ќе им кажеш, вратата ти е затворена со железни катанци. Но сепак, Бог знаеме дека отвара и врати. Но сака можеби да испити нашата вера. Еден од најголемите проблеми на денешницата е токму да се најде слободна сабота. Ако се нема пари за екзистенција, во семејството, во бракот доаѓаат кавги, расправи, а ѓаволот тогаш најмногу притиска. Но таквите христијани ги знаат зборовите, сега да ги читам во Матеј 6 глава 19 до 27, 25 и до 34, кај што Бог дозволува да поминеме низ некои искушенија, да се заекне нашата вера. Но сепак од друга страна знаеме дека фокусот на човекот е токму кон материјалните добивки или природа, оно што може се допре. Знаете, и денеска после таа филозофија ја повторуваат филозофијата на апостол Петар, кој рекол, додека не го допрам Исуса, не можам да верувам. И денеска има такви луѓе. Додека не допрам, не можам да поверувам. Но Бог вели, внимавај. Бог вели, внимавај. Погледни подобро. Немој да се задржуваш кон она што е поминливо. И затоа, нека ова размислување денеска ни помогне да уште еднаш го преиспитаме нашиот фокус кон што ние најмногу гледаме во нашиот секојдневен живот. Кога разумно му се чини на човекот да се фокусира само на оние земни работи, колку е неразумно да се фокусира кон небесните, на духовните работи. Овој се тоа не го разбира. И веднаш ќе ти кажа, ти си млад. Каква сабота, каква работа. Работи си, создавај. Зашто реков ми пред малку во пулката, луѓето тука се ограничени кон земните работи, да создаваат потомства, семејства, една генерација, трета, пета, шеста и така во недоглед, не размислувајќи дека еден ден ќе дојде крајот. И тие сакат нивното семејство да се множи, да се шири и така во недоглед, како што и апостол Петар би рекол, исмејувале, каде е доаѓањето на вашиот учител? Читайте во книгата Петрова. Каде е? Но што вели Петар? Не доцни Господ со своето доаѓање. Божиот календар, браќи и сестри, на гледање и нашиот календар не е ист. Ние се раѓаме, растеме, создаваме, еве сега одиме надолу. После 50-60 години телото слабее и нормално одиме кон својот крај. Но Бог не го смета времето како ние што го сметаме. И затоа вели Господ, издржите, внимавајте, бидете будни. Зашто ѓаволот ја камуфлира својата замка. Тој не вели тука ќе ти постави знак и внимавај, тука е дупката, ќе паднеш. Не. Тој ќе ти понуди шарен тепик, што се вели, се со цел да не намами и да влеземе внатре. Ајде да видиме што Исус одговара. На овој ученик кога му рекол, Исусе, погледни, каква убавина, како храм. Исус вели вториот стих. А Исус му рече, ги гледаш ли овие големи згради? Мој пријателе, мој ученику, кој да бил? Исус му вели, нема да остане камен на камен, што не ќе биде разорнат. Може би овој одговор го шокирал
učenikот кој го поставил тоа прашање, кој сакал да го насочи Исусовиот фокус, Исусовото гледање кон земните работи, кон ова убава градба. Значи, како одговор на поканата од овој ученик да го сврти Исус погледот кон храмот, Исус сега контрмо одговара дека овој храм ти што го гледаш, ќе дојде ден кога ќе се сруши, нема да остане камен ниту на камен. Исус овде, браќа и сестри, ја обележува човековата суетност и творештво и таа неразумност на што човекот најмногу гледа на земните работи. Понатаму одиме во 5 и 6 стих, вака вели: а Исус почна да им зборува. Пазете се. Друг превод вели, овој превод од друштвото македонско вели: внимавајте, некој да не ве измами. Видите, Исус сега полека ја подотвара вратата, дека ако нашиот фокус биде само кон земните активности и работи, ќе дојде сатаната, ќе не прелаже. 6 стих вели следново: мнозина ќе дојдат во мој име и ќе речат јас сум, и ќе измамат мнозина. Овде Исус сака и нам да ни каже, браќа и сестри, нова генерација во овој нов милениум, за опасноста од заблуди ќе бидат присутни, како се злото зголемува на ова земја, заблудите ќе станат се поголеми и поголеми. А 21 и 22 стих, еве што кажува: и ако некој ви рече тогаш, еве тука е Христос, еве таму е, не верувајте, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе покажат знаци и чуда, за да ги измамат и избраните, ако е можно. Значи, овде повторно се користи зборот внимавајте, пазете се, биете будни. Ви кажав однапред. Замислете, браќа и сестри, некој човек се движи по улица и знаете дека таму има дупка. Се случи во Охрид, мислам, оваа година, човек паднал во дупка, во шахта. Не ја приметил. Ноќе било отворена, некој украло нагоре капакот и човекот се здоби со физички повреди на телото. И замисли сега, вие одете таму и гледате човекот како оди кон дупката, дали ќе викнете? Дали ќе му кажете: внимавај, Господине, ќе паднеш, ќе го предупредите? А замислите, први да падне човекот, па да му кажете: тука имаше дупка, ама те паднавте. Дали вреди тоа? Не вреди. И затоа, ако читате сега, ради времето нема да отварам 2 Солуњаните 2, 9 и 11, пишува таму Павле за тие предупредувања. Но ќе се вратам овде на текстот во 13 глава Марко, од 9 стих понатаму, Исус вака вели: но вие, повторно, внимавајте или чувајте се, ќе ве предават на судовите и ќе ве бијат по синагогите. Па Исус бил биен, Исус бил тепан. Таму во синагогата, таму тие свештениците, таму тие кои му правеле заушки го удареле. И ќе ве бијат по судовите и по синагогите и пред управниците и царевите ќе стоите заради мене, ним за сведоштво. И понатаму вели Исус: најнапред треба да им биде проповедано Евангелието на сите народи, а кои ќе ве поведат и кои ќе ве повредат и ве предадат, не грижете се однапред што ќе зборувате туку, што ќе ви биде дадено во тој час. Зборувајте го тоа, зашто нема да зборувате вие туку. Кој ќе зборува? Светиот Дух. Ете го Светиот Дух. Тој Дух кој Бог Исус Христос го испратил кога заминал од оваа земја. Освен Исус што предупредува на заблудите, браќа и сестри, овде во тие текстови, во тоа свое пророштво, тој вели дека ќе дојдат денови на прогонство, денови тешки за христијаните. Да се прашаме денеска, дали сме подготвени да страдаме ради Евангелието? Дали толку многу го сакаме Исуса што сме подготвени да страдаме? Да ни избркат од работа, од семејството, од селото. Ке дојде ден и тоа ќе се случи. Овде Исус не предупредува: бидете внимателни или чувајте се, ќе ве предават на судовите и ќе ве бијат по синагогите, пред управниците и така натам. И
Исус овде ја завршува својата порака од 33 до 35 стих. Внимавајте повторно, вели, внимавајте, бдејте, зашто не знаете која ќе биде тоа време. Како човек кој тргнувајќи на пат, ја остави својата куќа и го овласти, и ги овласти своите слуги, секому му ја определи неговата работа, а на вратарот му нареди што? Што му нарекол на вратарот? Да бдее, да внимава, да чува. И така бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде господарот на куќата на вечер, или на полнок, или кога петлите ќе пропеат, или наутро. Браќи и сестри, во овие стихови се состои срцето и целта на секое вистинско пророштво. Не треба, може би, се да знаеме, но доволно ни откриено за да знаеме, за да не бидеме, овде вели текстот, изненадени. Ова треба да не поттикне да се подготвуваме и да го преиспитаме нашиот фокус, нашиот поглед. Кон што е насочен нашиот поглед денеска? Знаеме дека овие пророштва, дел од нив се исполнети. Многу се исполнети од ова Исусова изјава во Марко 13 глава. Сега ќе подсетам. Но тука има детали за идните настани кои ќе се случат во наше време, во овој милениум. Овде Исус сака да ги подготви нашите срца, за да не бидеме изненадени. Исус има цел, браќи и сестри, да не спаси, не да не уплаши. Тој има цел да не подготви за неговото доаѓање. Еве, ќе спомнам дека дел од овие пророштва се исполниле уште во времето после Христа, кога Исус заминал од оваа земја. Знаеме дека Ерусалим бил разрушен, еве тоа ќе го кажеме малце за која минута погоре или подолу, но сакам овде уште еднаш да се подсетиме и да го поставиме тоа важно прашање. Кон што е насочен нашиот поглед? Кон минатото, таму сме биле и повеќе не може се враќаме назад. Тоа отпишете го. Што било добро или лошо, тоа е веќе зад нас. Кон денешнината, да, треба да гледаме каде стоиме, но сепак нашиот поглед треба да биде кон иднината. Она што ни очекува, што ни очекува утре. Да не се задоволуваме со состојбата во која јас се наоѓам или ти се наоѓаш денеска. Што да правиме духовно се подготвиме? Што правам за да бидам подготвен кога Исус ќе дојде нова земја? Може да гледаме во науката, може да гледаме во техниката, може да гледаме во градбите. Сето тоа е добро и невосхитувано, тоа е поминливо. Гледате во Турција што се случи, кога беше лани. Големи згради, скапи станови, само за неколку секунди плева, паднаа сите. Исчезнаа, се распаднаа. Може би учениците биле овде шокирани кога Исус им вели: мој пријателе, па ова градба ќе биде како сламка, ќе падне, ќе се разруши, ќе биде запален тој храм. Тоа учениците не можеле да го стават во своите умови. Знаете колку храмот бил граден, колку години? 80 години. Овој храм, за кој ученикот на Исуса му вели: Исусе, погледни како е убавина, погледни како храм, бил граден 80 години. Искусни мајстори. Бил започнат во времето на Ирод Велики, 18 години пред Христа, а бил завршен 65 година после Христа. Всушност храмот и не бил довршен. Не знам дали сте били во Србија, да го посетите храмот на Свети Сава, на Врачар, тој е близу таму на нашата црква. Бевме ние пред некоја година, сеќавате, со некој од вас. Тој уште не е довршен. Не знам колку години е граден и уште се доградува. Ево ме подсети на овој храм. 80 години и се уште не бил довршен. Господ им укажува, Исус им укажува на ученици дека овој храм ќе биде разрушен. Ќе биде разурнат. И што навистина се случило кога? Која година? 70-та година. После Христа, кога римските легии под команда на генералот Тит
го нападнали Иерусалим. И тоа пророштво дословно се исполнило. И тоа прогласно овде што е назначено. Било дословно. Они кои ги пратили пророштвата на време го напуштали Иерусалим. Бил дозволен коридор, една врата била отворена, а Иерусалим имам 12 врати. И таа врата била отворена чудно, и сите кои дознале за тоа и за пророштвото, полека излегле и отишле горе во планините. А они кои рекле ништо тоа нема, лажно тоа пророштво, биле убиени. Односно, градот бил забаркадиран со војска, не знам колку месеци. Да се потроши храната внатре, водата. Историчарите забележале дук децата си ги јаделе дори да преживеат. Колку е Бог верен. Колку Исус верен, браќа и сестри, и тој сака и денеска нашите фокуси, односно нашиот фокус на поглед да го насочиме кон вистинската страна. Тие кои гледале само кон земните работи овде, останале во Иерусалим и не го напуштиле на време. Не го препознале тој коридор кој бил отворен за да се спасат. Пророштвото се исполнило, знаете кога? 40 години после Исусовото заминување на небото. После ове 40 години од ова што Марко го запишува овде. 40 години, тоа е наш половина човечки век, може да кажем и повеќе. Ништо тоа нема. Луѓето се вратиле на секојдневните активности, граделе, правеле, работеле нормално, но од друга страна не вршиле подготовка за крајот, за оно што Исус овде го најавил. Зашто Даниел и тој пишува, читајте 14 стих во 13 глава Марко. И Даниело навестува, ако ќе видите дека мерзоста на запустението, како што рече пророк Даниел, да стои каде што и не треба, кој чита нека разбере. Тешко оние кои се во Јудеја нека бегаат по горите. Гледате, однапред е кажано. Во тоа време не постел Новиот Завет, секако, кога го пишува ова Марко. Но постел Стариот Завет. И таму има пророштво дека кој ќе се најде во Јудеја, нека бега во планините. Но многу луѓе одмамнале со рака. Кој е твојот фокус денеска? Ајде да имаме подобар фокус. Исус вели, ќе се повторам, 13 глава, 3 и 4 стих. И кога седеше на Маслиновата гора, спроти храмот, Петар, Јаков, Јован и Андри. Може би некој од тие го поставиле тоа прашање Исуса. Не е важно. Го праша сега насамо Исуса. Исусе, кажи ни, кога ќе биде тоа? И каков е знакот кога се тоа ќе се исполни? Ете, Петар, Јаков, Јован и Андри сакат нов фокус, нов поглед, за кој Исус им укажува. Исус сака да ги сцрти погледите од тој храм, кој ќе биде разрушен, ќе падне како сламка, ќе биде запален. И знаете што се случило? Читајќи го Стариот Завет и легендите кои кружеле во народот во Иерусалим, римската легија или војници дознале дека таму се крие големо злато и е сокриен таму меѓу тие камења кои биле склопени. И дошле со копјата и секој камен бил расклатен и паднал долу, барајки злато. И некој неразумен војник фрлил факел, оган, и храмот бил запален. И токму како Исус што кажал, гледаш ли ги овие, го гледаш ли овој храм, нема да остане камен на камен, што не ќе биде разорнат. Кој бил во право? Исус. Ова пророштво, браќа и сестри, допира денеска до нас. Може би овој одговор на Исуса бил пораз за ученикот. Но сега, сепак кај овие тројца, четворица, почнал оган да гори на вистински фокус и вели, добро Исусе, кажи ни, кога тоа ќе се случи? Кога ќе биде тоа? И каков е знакот кога сето тоа ќе се исполни? Браќи и сестри, има поважни и поважни, најважни прашања кои треба ние да се стремиме. И при крајот на ова размислување, кој Исусовиот фокус? Еве, 3 важни работи. Број 1. Исус зборува овде на опасноста и заблудите и
прогонствата. Второ, Исус зборува овде на нашата собствена духовност. И трето, ширење на Евангелието. Тоа се три многу важни работи. И затоа на крајот завршува Марко, односно Исус, а што ви зборувам вам? На сите им зборувам, бдејте. Или бидете внимателни, бидете будни. Кој е твојот фокус? Нека Господ ни помогне, браќа и сестри, да се преиспитаме. Да го насочиме нашиот поглед кон она што ќе следува, а тоа е Христовото второ доаѓање. А да бидеме во таа група на спасени, мора да вршиме подготовка. Сега е време, Библијата постави едно прашање, кој е најдобро време? Каков одговор добиваме? Сега е најдоброто време. Господ да ни помогне да го преиспитаме нашиот фокус и да се насочиме целосно кон Христа и неговото второ доаѓање. Амин.